Тато, задоволен си со својата судбина? А ти, што сакаш повеќе, а? Како бре, што сакам? Беше крал на Патагонија. Не ти текнува дека на твојата лејка би можел да ставиш уште една круна? Жими кандилцето маслосано. Не знам на кај го вртиш муабетов. Абе, ти си бил многу глуп. Молчи да би онемела да би. Кралот пука од здравје, па и да умре има цела 4 деца. Еј, а што ти фали бе да го испоколеш цело семејство со се деца, а? Мамо и би, ме навредувате, ќе ве накодушам. Аман бе! Ако ме накодушиш, кој ќе ти ги крпи бегаштите? Зошто газов не ми е како на другите? Да имам таков газ. Јас би го сместила на некој престол. Ке јадам ширдени, ке се возам со пајто. Еј, да сум крал, ќе нарачам да ми сошијате на голема паларија, како она што ја имав во Патагонија. А јас ке си купам за еден чадор и една кабаница вака да ми се влечка пазени. Море, лајно, джена. А, не. Зар јас, кавалериски капетан, да го заколам кралското семејство? Побрзо ќе умрам. Демек ти сакаш да останеш сиромав како глушец, а? Мамо и би, абе многу си грда денеска. Слушај, заради светот се накити вака? Море лебарко, ни една, што јадеш? Слушај, прво види дали ни идат гости, ајде. Абе не гледам никого. И што јадеш? Абе ништо, Марковче. Леле морковчето. Абе остај го морковчето! Остај го морковчето, да! Остави каш попови над глава да ти викам. Слушај, ти ги сечам ушите. Капетан Куртелав со својата си тајфа. Добар ден, господа! Ве очекувавме со нетрпение! Добар ден, мајко и ви. Каде е татко и ви? Еве ме. Малцум не ме виде, не ме виде. Мамо и ви, со какви убави лапачки денеска ќе не нараните, Домашна чорба! Месо од стаорец! Пилешко! Пичешко! Руска салата! Руска торта! Мамо и ви, уште! Сладолед! Салата! Каша! Риба лајнушка! Карфиол со лепешки! Аман бе, мамо и ви, да не ме есапиш за турски цар, што правиш толкави мастрафи? Море јади, тате! Леле, ама е грозно ова. Навистина не е вкусно. Орала ми ненаситни! Хајде ми касните од Тртников! Да живее мама Иби! А сега ќе викаш да живее тато Иби! Море беднику! Вие, капетане, вечерате ли добро? Одлично, ако не ги есапиме лајната. Оти ни лајната не беа лоши? За вкусови да не разговараме. Куртелов, ајде, остави ги лајната. Слушај, сакам да те назначам за војвода. А јас мислев дека си сиромав како питач, татпини. Ајде, за неколку дена, ако сакаш, ќе владеам со земјава. Имаш намера да го биеш кралот? Абе, не си глуп, мангуп, еден погоди. Ако треба да се убие кралот, ви стојам на располагање. Многу те сакам. Ела да те бацам.
Ама баздите, татко Иби, никогаш не се миете? Чат пат! Не бе, никогаш! Леле, ако ми те сгазнам тебе! Лелајно дебело! Ајде, Курделов, завршив со тебе. Слушај, жим ми кандилцето маслосано. Се колнам во мама Иби, ќе те назначам за војвода. Ајде, Регенчо, бајте се таму. Господару, кралот ме вика. Викнал, па пукнал, попови надвлада ти викат. Кај да одам сега, кај да се скрием. Леле, готов сум, ме откриете ми ја сечат главата. Леле, мајко, што да правам сега? Аха! Ми текна! Ќе кажам дека мајка Иби и Курделов се уидисале! Море тушник! Ако го направиш тоа! Море одам, летом! Абе, чекај ме, тато! Чекај ме, тато, ке ти дадам тртник, бе! Чекај, море, мату! Чекај! Што има? Тате! Не сум јас, тоа се мајка Иби и Курделов. Се натрескал. Јас од Сабајле! Тате, сакам да те наградам за твоите многобројни заслуги и те именувам за гроф. Господине крал, не знам како да ви се заблагодарам. Не ми се заблагодарувај. Ево утре Сабајле на големата парада. Ќе бидам таму. Ама како прво ве молам да го примите ова свирче. Уредување. А чуе ме свирч. Да, ќе му го дадам на Тубрела. Ајде. Жими кандилцето маслосано, ми пукна мевот, готово ми излегоја цревата. Леле, доставе. Пријателе, јас сум на мислење дека треба да го убиеме кралот, така што ќе му начукаме отров во ручекот. Штом ќе се напасе, тој ќе падне мртов и така јас ќе станам крал. Што? Не ти се допаѓа? Јас мислам да го удриме со меч и да го распараме од главата до петиците. Ами ако почне да клоца? Ако почне да клоца, лошо ни се пишува. Најдобро ќе беше да појдев кај него, да му кажам за вавалка на работа, а тој за тоа и пари би ми дал. Уа, татко Иби! Ајде, па најпосле решив да се истопорам само заради вас. Демек ти, Курделов, се сложуваш да го распориш кралот, така? Зарем не е подобро сите заедно да скокнеме врз него? Така ќе придобиеме и војската на наша страна. Ете така се е договорено. Слушајте, јас ќе гледам да го нагазам. Тој ќе протестира. Е тогаш јас ќе речам лајно и на тој знак сите ќе се нафрлиме врз него. Еј, и штом ќе падне мртов, ти ќе земеш неговата круна и неговиот скиптар. А јас ќе ја спотерам кралската фамилија. Слушај, само да обрнеш посебно внимание на младиот Тубрелов. Значи, лајно!
Господине! Тубрелав! Господине! Господине! Господине Тубрелав! Господине Тубрелав! Самајлево, бевте многу неучтив кон господинот Иви, така што ви забранувам да присуствувате на мојата парада. Но, господару, сепак е добро да го имате вашето семејство крај вас за да ве брани. Господјо, што сум рекол, никојаш не одрекувам. Но, господару, се уште ли сте решен да одите на парадата? А зошто не? Но до Бога, нели ви реков дека го видов насон како ве удира со тешка боздогана и ве фрла в река, а потоа еден орел му ја клава круната на глава. Кому? А? Чек! Кому? А? Чек! Кому? На татко Иби! Каква лудост! Господинот Иби е многу учтив човек кој за мене би се согласил да го расчеречат. Како? Чек! Како? Каква заблуда! Па замолкни, гласнико млад! Ала, господјо, ќе ви докажам колку малку се плашам од господинот Иби, така што ќе одам на парадата ваков како што сум. Без оружје и без меч. Дојдете. Господе, нема да ве видам повеќе си! Дојдете, синови мои! Дојдете, синови мои! Синови мои! Дојдете, синови мои! Дојдете, синови мои! Дојдете, синови мои! Дојдете! Сине мој! Дојди, сине мој! Дојди, сине мој! Дојди, сине мој! Оди, сине мој! Оди, сине мој! Еве ја, гардиската кавалерија! Живи Бога, многу е убава! Изгледаат бедно. Леле, види го овој. Од кога не си миен никаквец одвратен, а? Што ви е вам, татко, овај војник е многу чист? Што ми е? Еле, што ми е? Лајно! Ајде, а сега удрете, луѓе мои! Бедни! Јуриш! Што гледам? Татко и ми неговите ги голат моите браќа! Господа, мајко Божја, отстапуваат! Сета војска му се придружила на татко Иби! Ужас! Помош! Помош, Света Богородице, умирам! Помош! Кралот веќе го нема! Ужас! Помош! Така, а јас ја лапнав круната. А сега удрете по другите! Еве Бога смо загинал! Прави се, мамо! Ко пресекоја надвега ко колба! Овие песници продираат под морето, се качуваат по скалите! Господе, помагај! Татко Иби, тој бедник, тој бара скур, сама го фатам! Пат Богрелов, кај ќе оди сега, а? Ќе ја вредам мама до смрт! И првиот што ќе се доближи ќе падне мртов, така да знаеш! Добро, ма пушти ме да си одам! Ај, не јас не! Предај со Дубрелов! Еве ти ме манкупиште!
Кали, Мајче, ами тикај ќе ми још. идам по тебе. Држте ја кралицата избега по скалите! Ама ти си ми тука, беднику! А еве мојата одмазда. Држ ме, Курделов! Се испострав! И јас. Мамо, еве ме идам по тебе, мамо. 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 Што ти е, мамо? Многу сум болна. За 2 часа ќе се простам од животот. Таа е болна! Таа е болна! За 2 часа ќе се прости од животот, Таа е болна срцето! И срцето ме ќе не ичука! Таа е болна! Мамо! Ти посакувам да успееш, драго моје дете. За мене е доцна. Уште една жртва на татко Иби! Можно ли е? Да, срцето не ичука! Да, мртва е! 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 Колко е тажно на млади години да останеш сам, а страшна одмазда да ти тежи на душата. Што гледам? Целото мое семејство. Какво чудо е ова? Курделов, знајте ке јас бев првиот крал, основачот на династијата. Ја доверувам книгата за нашата одмазда. Америкам ке противодавам. Нека се погрижи да ги уништи сите непријатели. Не давам! Сакате да ме упропастите заради тие серковци? Ама, татко Иби, народот очекува честење за среќното преземање на власта. Тато! Што е? Ако не им дадеш месо и злато, ке те соборот затвасат! Месо да! Ура! Злато не! Добро, ајде. Заколете 3 крастави коњи. Тоа е доволно за овие стрвници, ајде.
Абе, кој му среќи со ова лајно? Ајде бе, сакам да се богатам, не давам ни грош. Море начекал, држи и не дава. А тој и би, А? ако не дадеш народот нема да го плаќа данокот. Вистина видиш? Вистина. Епа, пријатели, еве на, ова е за вас. Ветувате дека ќе ги плаќате даноците? Леле, каква тепачка! Леле, ајде да се настепена глава. Абе, давајте уште сандаци злато, леле, каква гледка! Тате Иби, што велите да направиме една трка? Леле, идеја! Пријатели, погледате ли овој сандак? Оние што сакаат да се надпреваруваат, нека застанат на крајот на дворот. Ќе тргнете кога ќе ви мавнам со шамивчето. Оној што ќе победи, ќе го добие првиот сандак. А другите, како утешна награда, ќе го добијат другиот сандак. Ете така. Не живее, татко Иби! Ваков крал нема никаде да живее! Абе, слушај ги, жити мене, слушај ги! Ги слушам. Готови сте? 3, 4, трчао! Се наближуваат. Првиот ја губи битката! Не, ето како си освојува. Готово, третиот победува. Мишко! Мишко! Да не, Мишко! Вистина не знам како да му се заблагодарам на вашето величество. Ајде, тоа не е твоја работа. Мишко! Сандаков и Дома! Тие другите! Другиот сандак и по Мишко! Дома! Тоа е ти! Тоа е! Донеси го! Тефтерот за благородниците, чингелот за благородниците и ножот за благородниците. А сега доведи ги и благородниците. Ајде, ќе ги испотепам сите благородници и ќе им ги земам имотите. Кој си ти, стрво? Рок од Витебск. Колкави ти се приходите? 3 милиони сува пара. Дупка! Благороднику мој, кој си ти? Ке одговараш ли, стрво? Големиот кнез на Познањ. Дупка! Пред благороднику мој, кој си ти? Или ама гадна муцка што има? Војвода од Курландија, од градовите Рига, Равела и Мита. Немаш ништо повеќе? Ништо. Ајде, Дупка! Пред благороднику мој, кој си ти? Принцот Подолија. Колкави ти се приходите? И јас сосема осиромашив. Е за таа лоша вест, Дупка! Пред ти благороднику мој, кој си ти? Марк Гроф од Торн, војводство Полок. Добро, немаш ништо повеќе? Тоа ми беше доволно. Е, подобро нешто, отколку ништо. Дупка! Ајде, што туку цимолиш, маму Иби? Многу си суров, бе, тато! Ајде бре, се богатам. А сега ќе прочитам, ќе наредам да се прочита мојот список на моите имоти. Ајде, писару, читај го мојот список на моите имоти. Графовија Сандомир, Почни од кнежествата Тибек. кнежество Подолија, големо кнежество Познањ, војводство Курландија, графовија Сандомир, графовија Витебск, војводство Полок, Марк, графовија Торн. Уште. Тоа е се. Како ли тоа е се? Дупка! Сите благородници Дупка! И бидејќи не сакам да престанам да се богатам, ќе наредам да си степат сите благородници и да им се земат сите имоти. И така сите имоти ќе останат без своите господари. Ајде сите благородници в Дупка! Абре, ајде побрзо, сакам да донесувам закони! Ајде да
Ајде, како прво, ќе воведеме реформи во судството. Ние сме против секакви промени. Лајнари! Прво и прво, судиите повеќе нема да имаат плата. Од што ќе живееме? Сиромашни сме. Од казните што ќе ги пишувате и од имотите на осудените на смрт. Ужас! Страшно! Скандалозно. Нечуено! Не сакаме да судиме под вакви услови. Судите! Дупка! Кој ќе ги долазува да палите сега? Проđаде ли правдата? Ајде бре, не бери гајде! Се ќе оди како подмачкано. А сега, господа, да извршиме промени во финансиите. Нема тука што да се менува. Како бре нема? Јас сакам се да променам. Како прво, сакам да ги задржам половината од сите даноци за мене. Колку за тоа не стреснувајте се. Значи, господа, ќе воведеме данок од 10% на недвижниот имот. Ура, ура, ура! Друг на трговијата и индустријата. Ура, ура, ура! Трет на бракот. Ура, ура, ура! И четврт на умирачката. Ура, ура, ура! Секој по 15%. Ура, ура, ура. Па тоа е идиотски, татко Иви. Ма безсмислено! Без глава и без опашка. Сите финансиери, дупка! Тука! 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 Ајде, тато! Шо крал ти вежеме? Сите ги испотека и финансиите ни судствено! Ајде, ништо не остана! Ајде, не бери гајде! Сам ќе одам од село в село и сам ќе ги собирам даноците. Кралот е мртов, а? Војводите исто така. А младиот Тубрилав избега со мајка му во планината. Згорара се, татко Иби го зграбчил престолот. А пак јас што знам? Што? Доаѓам од престолнината и видов како ги носат телата на преку 300 суди и 500 благородници. Не. Велат ќе ги удвојат даноците и татко Иви ќе дојде да ги собира. Што? Господе, што ќе стане со нас? О, бре, ти квари кромидари едни! Слушајте од Жими лајното! Жими сабијата даночницо! И Жими чингелот лихварски, дојдов да си ги соберам даноците! Кој е најстар од вас? А? Како се викаш? Станислав Лешчински. Станислава Лешчинска. Ајде бре, селанке една бре. Ајде бре, зборувај, оти да не ти ги сечам ушите. Ајде ќе зборуваш ти еднаш или не? Ама вашата екселенција уште ништо не кажала. Ајде бре, ти кварка и кромидарка една. Од зборување пена ми фати устата. Што мислиш ти? Дојдов овде да ломотам како празна воденица? С краја било оден. Слушај, дојдов значи да ти кажам. Да ти соопштам. И да ти наредам веднаш да ги донесеш парите. Воспротивно, ѓубрињава даночни ќе ви испосечат на парчиња. Но ние веќе ја плативме сумата за која сме заведени тамо во даночните тефтери, када поминало од тогаш 2 недели. На Свети Трифон. Добро бе, не велам дека не е така, аме јас ја променив власта и во вестниците објавив дека сите даноци ќе се наплаќаат 2 пати, 3 пати
плати, ќе се наплаќаат оние даноци што ќе се одредат дополнително. На тој систем јас ќе се збогатам, ќе испоколам се живо и ќе му ја дувнам. Абре, имајте милост! Ние сме сиромашни луѓе! Баш ми ја гајле! Ајде бе, платете тука, ајде. Не можеме, плативме. А, бре, тикварки кромидерки, ја бе платете, оти ќе бе пикнам в джеп со мачење, сечење глава, вадење јазик. А, бре, тикварки кромидерки, па нели сум крал? Така! На оружје! Да живее Дубров! Напред, џубриња даночни, вршете си ја должноста. Господа, ја отворам оваа седница. Затоа бидете внимателни и слушајте добро. Како прво, ќе ги разгледаме финансиите, а потоа ќе зборуваме за еден мал систем, што лично јас го измислив. Се со намера да нарачуваме убаво време и да не му дозволиме на дождот да паѓа без наше одобрение. Много добро, господине Иби. Како што рековме, господа, финансиите ептен добро ни одат. Насекаде се гледаат запалени куќи и луѓе на кои им пука рбетот под тежината на нашите финансиски сделки. А новите даноци, господине Иби, одат добро? Ја, видите, Не бе, никако. Данокот за брак до сега донесе само 11 гроша и покрај тоа што татко Иби со сила ги тераше луѓето да се венчава. Жими сабијата даночница, жими чингелот лихварски финансиер ке една тушлосана. Имам јас уши да зборувам, а вие јазик да ме слушате. Добро де, не. Заради вас испаѓам глуп и заради вас и грешам. Ајде ти, што е? Ајде беги, чим посеј се. Ајде, ќе ти ја скинам главата, ќе ти скастрам носете, ќе те пикнам се. Ајде. Тато, Што е? има писмо. Чекај. Колку е голема, дај, читај го ти, мене ми паѓа мрак на очи, ајде. Ајде, читај го, Мураде од Курделов. Леле, погоди. Царот многу добро го примил, ќе ја нападне твојата држава, ќе го врати Тубрелов, а тебе ќе те убие. Не, кај да се пикам, кај да се крием, готово, откриен сум, ќе ми ја сечат главата, абе тој зул човек доаѓа да ме убие, леле ми смрзна, лајното ми смрзна, кај да се скрием, кај да се вденам? Тате, Ха? има едно решение. Кој е љубов моја? Војна! Фала му на Бога! Ете кој е возвишен! Даде, а јас да добијам уште поголем ќоте, Да даде! се распрчаме, да ја организираме војската. И да собереме храна! И да ги подготвиме артилеријата и беден. И да собереме пари. Доште се парите! Остави ги парите, бегај! Не, ќе те убијам. Абе, порано војував и ми плаќаа за тоа војување, а сега морам да водам војна на свој трошок. Жим ми кандилцето маслосано! Не! Да живее војната. Добре, бе. Ќе војуваме штом толку сте се настрвиле, ама да не се поарчи ни грош. Да живее татковината! Да живее татко Иби! Мамо Иви, ајде, подај ми го оклопот и стапчето. Наскоро ќе бидам толку натоварен, што не ќе можам да мрднам ако ме спотераат. Еве, ми падна сабијата даночница
а ни чингелот лихварски не сака да стои. Русите напредуваат. Идат да ме убијат. Господару, и ножиците за сечење уши ви испадна. Леле, колку е убав! Со оклопот и со шлемот! Како вооружена тиква ми е! А сега, господа, ќе се качам на конј. Донесете ми го, господа, мојот даночнички конј! Што е? Тете! Што е? Твојот конј не ќе може да те носи! Мајката, зошто? Затоа што тете! Веќе 5 дена ништо не јадел! И само што не пцамисал тето! Ајде, плаќам 12 гроша секој ден за тој дртав конј, тој не може да ме носи! Ајде! Ајде, господа! Господа, донесете ми друг конј! Отнежи ми кандилцето маслосано! Пеш не одам! Овој ќе го јавнам, или подобро речено ќе седнам, поти може да паднам. Абе, запрете го Ајванов! Абе, запрете го, ќе паднам, ќе се алосам, Жими, шумката физичка, наполу сум мртов. Ама се едно, одам во војна и ќе испотепам се живо. Нека му се варди тој што не ме слуша. Ќе му начукам дрвени чкорчина во ушите и ќе му ги исчукам зъбите. Збогум, Иби! Збогум, тете! И со среќа! Ајде. Уби го царот! Биди сигурна, ќе му ги извадам очите. Ќе му ги исчукам зъбите. Ќе му го извадам јазикот и ќе му начукам дрвени чкорчина во ушите. Каде е тоа богатство? Абе, да не ме излажале! Море ни една плоча не звони шупливо! Аха, еве! Овој камен звони шупливо! На работа, мајче Иби, на работа! Само храбро! Да изгорнеме плочава! Ајде! Море не попушта! Ајде го! Обаде го! Леле! Обаде го! Еве го златото! Меѓу коските на кралевите! Леле, како вете шум! Леле, да нема уште некој жив! Леле, мајко, не бе, ништо не е тоа! Леле! Абе, подобро е златото и да излезе на светлина, отколку да лежи во гробовите! Леле, пак истиот шум! Подобро е да си одам друг пат, ке си го земам златото! Леле, морници ми лазе! Леле, мајко! Друг пат, ке си го земам златото! Друг пат! пријатели! Да живее кралот! Да живее татковината! Стариот Арамија татко Иби замина, остана само на вештарка мајка Иби со својот копјаник.
Јас ќе ве водам и ќе обновам лозата на моите предци. Да живее Дубрава! Ќе ги укинам сите даноци што ги воведе одвратниот татко Иби. Ура, Јурич во дворецот да ја убиеме крдоцията! Што сакате, господа? Леле, Дубрава! Помагай Свети Ѓорѓе Мотапа! Мојте молите, умре! Да живее Дубрава! Абе, каленувајте ги, пријатели! А така? Ај ти, ела намегнам да се пробаме. Ај слези долу, слези. Ај подржи малку. Чекај малце. Умрев! Добро! Победа! Победа, пријатели! Да потрчаме, да ја фатиме вештерката! Ау! Абре, ќе изгинеме. Ќе изумреме од жетиот замор. Господар војнику, да не ви е заповедано, поносете го нашиот даношнички шлем, а вие, господар Копјанику, земете ги лајнарските ножици и физичкиот стап, за да и помогнете на нашата личност. Оти повторувам, многу сме уморни! Море, господару, чудна работа, русите уште ги нема. За жалење е што состојбата на нашите финансии не ни дозволува да имаме пајтон по собствена мерка. Оти во страв да не ни цркне коњот, ние цело време одиме пеш, плечеќи го заузда. Ама кога ќе се вратиме дома, благодарение на нашите познавања од патафизиката и со помошта на нашите мудри советници, ќе измислиме таков пајтон на ветер, што ќе ја транспортира целата војска. Ева Никола Ренски, трча како бездуша. Што има, мори момче? Господару, се е изгубено. Нашите се побуниле, Жирон е убиен, мајка их би избегала планина. Тицо злокобна, бак сузиште проклето, кукавицо во циври, кај ги најде тие глупости или тие тебе те нашле? И кој го направи тоа Дубрелов се кладам? Откај доаѓаш? Од престолнината, господару. Ајде тогаш, кај пред стражите во првите борбени линии. Русите не се далеку и наскоро ќе им зададеме смртен удар со нашето оружје. Како со лајнарското, така и со физичкото и со финансиското. Ги гледате русите во полето. Леле, на вистина русите. Ама баш им се истопорив. Да имаше некоја можност да ја здувнам, ама нема. Нацуцка сме напучени и сега ќе бидеме изложени на нивните удари. Леле, русите! Непријател! Непријател! Леле, русите! Пријатели! Пријатели! Пријатели, подгответе се за борба. Ние ќе останеме овде и воопшто нема да направиме глупава грешка да слеземе долу. Јас ќе бидам во средината, како некоја жива тврдина, а вие цело време само ќе вртите околу мене. Ви советувам да ги настегате пушките со онолку куршуми, колку што можат да соберат. Оти 8 куршуми можат да убијат 8 руси. Пешадијата. Пеш ќе оди во подножието на ридот.
ќе ги начека русите и малку ќе ги испотепа. Кавалеријата ќе биде одзади, за да се втурне во безредието. А артилеријата ќе биде овде, за да пука во толпата. Што се однесува до нас, ние ќе бидеме во ветерната мелница и низ пенџерчето ќе пукаме со нашиот даночнички пиштол. Вратата ќе ја подпреме со физичкиот стап. И само ако некој се обиде да влезе, нека се чува од чингелот Лајнарски. Вашите наредби, господару, ќе бидат извршени. Победата ќе биде наша. Колку е сатот? 11 на Сабајле. Хајде тогаш да ручаме! Хајде, ти русите нема да нападнат пред план, хајде! Кажете им на вашите војници, господине генерале, нека се ги задоволат своите потреби. Напред! И нека ја запеат финансиската песна! Жими кандилцето маслосано, луѓето се прекрасни, Ептен ги засакав! Господару, русите напаѓаат! Абе што доправам? Не им реков јас да напаѓаат! Еве, друго, Ѓуле! Овде врие од олово и железо и нашата скапоцена личност може да биде оштетена. Да бегаме! За Господ и за цар. Ја вадим! Господару! Јас сум мртов! Абе јас сум ранет! Чупнат! Перфориран! Дефлориран и погребан! Не бе, не сум! Кај ќе ми бегаш сега ми те фати! Напред! Поминете го индекот! Победата е наша! Гледам, ама слушај! На главава имам повеќе чумки од колку ловорики! Место за царот. Ура! Леле го царот! Леле! Бегај да бегаме! Да му ја летнеме! Доцна го помина индекот! Добре, уште сте живи, а? Пред, пријатели! Да направиме мармелад од московјаните! Победата е наша! Живи Свети Ѓорѓија! Падна! Ова е Курдо! Ти си тоа, Курдо? Многу ми е драго што те гледам! Живи кандилцето маслосано! Се колнам во мама Иби! Ќе ми те печам на тиво, кога ќе ми те печам? Слушај, знаеш дека најмалку едно топовско ѓуле ме акна? Нема сомнение, ме акна топовско ѓуле ме акна, што е? Тоа беше сачма од кумура. Мајката, ти мене ќе ми кажуваш, уште ќе ми се подсмеваш, а? Ајде, ќе те стуткам таму! Кој ми напредуваме на сите страни? Абе, гледам, ама некако мене ме зачукаја со клоци. Чекај. Кај ми е пагурчето? Ако смееше му го на царот? Мислиш нема? Напред! Сабио даночнице! Врши си ја својата должност! Ни ти, Чингелу лихварски, не заостанувај! Нека работи физичкиот стап и во жесток надпревар со малите дрвени скорчиња, нека ја подели славата со дерењето и колењето и искористувањето на рускиот цар! Напред! Коњу наш даночнички! Чувајте се, величество! Леле, мувај не брка мене! Леле, тој зад мене, еднекот пред мене! Мили Боже, само да го прескокнаме! Царот падна, Вендек! Не се осмелувам да се свртам. Значи тој е в дупка. Ептен добро излезе. Мачно ми е да гледам
Напред, земјаци, испердашете го! Нашето предскажување наполно се оствари. Физичкиот стап направи чуда и никој да не се посомнева дека ќе го отепав, ако еден необјаснив страв не го истераше избликот на храброста во нас. Ама и ние итро го сменивме планот. И спасот го најдовме во нашата јавачка вештина и во цврстите нозе на нашиот далечнички конј. Добро, сега за љубов на вистината, спасот го должиме и на длабочината на ентекот, кој во многу згоден час се најде под нозете на смртниот непријател, на овдени присутниот господар на финансиите. Сега го обравме бостанот, ај! Сето ова е убаво речено, ама нема кој да слуша. Ови изгледа пак почна да се тепат. Господа земјаци, напред! Или подобро речено, назад! Пасот, ево мајка ме жанија! Даде, ама јас ја имам мајка Иби, а и таа не е тука. Леле, како да побегнам од оваа бркотница, како да се спасам од оваа збрка, мили Боже! Кучешко време, каменот пука од студ и личноста на господарот на финансиите се наоѓа ептен во небрано. Море. Ви дојде душата на место. Ми дојде, ама и понатаму бегам. Леле, каква свиња! Како е вашето уво, господине Котис? Онолку добро, господару, како што може да биде кога му е лошо. Како последица на тоа што не можев да го извадам курчевот, овојата влече ка замјата. Ама јас покажав најголема доблест и без да се изложам на гибел, отепав четворица од непријателите. Ако не ги сметаме оние што беа отепани, а нашата личност ги доотепа. Море. Знаете ли, Пил, што се случи со малата Ренски? Доби куршум во главата. Како што булката и глуварчето во цутот на својата младост беа покосени од немилосрдната коса на немилосрдниот косач, кој немилосрдно ги покоси нивните милосрдни главчина, така и малата Ренски беше булкиче. Море. Меѓутоа, многу добро се бореше. Ама што е право, право е. Имаше и многу руси. Леле, господине! Што беше ова? Уште руси се кладам. Доста ми е од нив. Ако ме фатат, нека му ја мислат. Ќе ги пикнам в джеп. Абе, кутре! Кутре, што? Кутре! Ај, кути, леле колку мало кутре! Кути! Не, мајко! Не, мајко, господару на финансиите! Колку голема мечка! Абе, кај ми се куршумите? Леле, на вистина колку голема стеретина! Леле, бе, доаѓа на кај мене да ме изеде! Добро е! Го фати Котис! Ми олесна, ајде! Помагај, господару! Помош! Пил, помагај! Помагај, господару на финансиите! Ако треба да бидеме изедени, барем да се знае редот! Ја патив! Ја држам! Држи ја цврсто, почна да ме пушта! Нека биде свето името твое! Пушти, зверу! Не касна! Леле, Боже, спаси ме, умирам! Успеам да ја ранам! Ура, крвари! Нека биде свети духот твој! Држи ја цврсто, додека не ја најдам бомбата динамитна! Небот наш насушен, дај ни го! Ќе сториш нешто најпосле небо? Како ние ще им прештеваме на ближните наши! Јас уредив! И избави не од лукавиот! Амин! Слушај, навистина е мртва? Да слезам? Како сакаш? Можете да си честитате тоа што уште сте живи и уште го газите снегот литвански. Можете да и се заблагодарите на мојата личност, која раководеше со духовната молба и метод со исто каква храброст, како што ракувате со правовремената молба во вид на бомба
на овде ни присутниот господин Котис. Ние отидовме уште подалеку со нашата пожртвуваност и не мрзеше да се качиме уште повисоко за нашите молби да стигнат до небото по најкус пат. Глупачи сте одвратно. Ова е зверетина. Благодарејќи ми мене, има што да вечерате. Леле месиште. Грците би се чувствувале во него поудобно, отколку во нивниот дрвен тројански конј. И малку требаше, господа, па и ние со собствени очи да го испитаме незиниот внатрешен капацитет. Јас сум гладен. Што ќе јадеме? Мечкава! Како бе мечката? Ами ако е жива уште мечката? Слушајте, најдобре е тука да појдете во близина, има една шумичка, таму има суви гранчина. Ајде, одете вие, господине Котис, ајде. А сега, господар Риби, исечете ја мечката. Мајката, јас да исечам мечката. Логично е ти, кој што си половина изеден, искасан од сите страни, ти да ја преземеш таа улога. Абе не можам јас, не гледаш, цркнав од работа, уморен сум. Бил, слушај, Бил, ќе се подготвиме вечерата сам. Што? Овај, ништо нема да му дадем. Добро, ќе му ги дадеме костите. Бил, мечката, а што мислиш? Дали мајка Иви е симната од престолот? Ајде да одим. Ајде, држи, одиме. Чекај, Бил, чекај! Нема си задрча! Леле што не среќи без попадна одеднаш. Дубро! И неговата тајфа за малку ќе го тепа со камења. Го загубив и мојот рицар, копјаникот Жирон, кој толку многу беше влюбен во моите облини, што носите му се одзема од радост кога ќе ме видеше. Дубравам го парчоса на 4. Бил трябва стрес стоп! Лале, мире да умрам. Потоа вадив да бегам, а разбеседата толпа ме бркаше. Го напуштив дворецот, стигнав до реката, а новаците мостови беа под стража. Рипнав во реката, ја препливам, надевајки се дека така ќе се отарасам од моите прогонувачи, а нома, тие ме спобрка од сите страни жедни за мојата крв. Ама најпосле го залажав нивниот бес и после 4 дена акање, еве ме си стигнав тука на сигурно. Море, ни јадев, ни пиев. Ама баш би сакала да знам што е со моето лајно дебело. Леле што златници му мафтосав. Леле што стигнав му украдов. А на неговиот далечнички коњ му ги изедов морковите. Го умрев од глад. Заврши најпосле. Сега јас почнувам. Не тоа. Виткање нос, Немој. губење коса, Не. вадење мозок од петиците, Не бе ти тоа. сечење фаши од газот, Ау, газот не. делумно или пак подполно вадење на работниот мозок, вклучувајќи го при тоа и дупењето на мочниот меур. Немој мочниот. И на крајот, големо главосечение, ала Свети Јован Крстител. Сето тоа е извлечено многу Светото писмо, како од Стариот, така и од Новиот Завет. Поправено и дополнето од овде ни присутниот господар на финансиите. Видели тушла? Милост, господару, милост. Напред, пријатели, да живее татковината! Чекај, земјак! Барем да завршам со својата поубава половина, а? Еве ти, беднику, стрмнику, ништожнику, безбавнику, предавнику! Господа, и ние имаме нозе за колоцење. Еве ти, шпионичиште!
краставичиште, женкариште, курвариште, параспуриште и чудовиште! Еве ти лажоман, пироман, клептоман, шадрван, талисман, орман, аман! А сега удрете на другите! Наш име е татко Иви, нашиот финансиски мајстор! Ура, еве ги нашите! Ептен ни требате, удрете господа даносници! Земјаци! Надвор! Надвор! Туркајте кон вратата! Кога ќе се најдете надвор, бегајте! За бегање ми нема рамен! А сега удрете на другите! Леле бе, тепатови! Господа, ранет сум! Да живее слободата, слободата, слободата. Ние сме слободни. Наша задача е да бидеме слободни. Лека полека ќе стигнеме навреме. Слобода е никогаш да не стигнеш навреме. Никогаш, никогаш, никогаш! Да живее нашето вежбање слобода! Мајката му е сложно да бидеме непослушни. Не! Никогаш сложно! Еден! Два! Три! Првиот на еден, Вториот на два! Третиот на три! Секој да пронајде различно движење. Секој поединечно да не го слуша капларот на слободните луѓе. Мирно! Вие, слободен човек број 3, има да одите 2 дена в затвор, затоа што сте во истрет со слободниот човек број 2. Теоријата вели, бидете слободни. Индивидуално, вежбање, непослушност, слепата недисциплина. Тоа е главната сила на слободните луѓе. Нарамо? одбиваме послушност. Првиот на еден, Вториот на 2. Третиот на три! Наместо слободно. Вие, слободен човек број 1, треба да го спуштите оружјето на земја. Вие, слободен човек број 2, треба да го кренете кондакот во воздух. Вие, слободен човек број 3, треба да го спуштите оружјето и да заземете којте ферма став.
Што е? Леле! Што молчиш? Ко запоради зборот? Дома сме! Леле! Сега најде да не знаеш нашински! Од што ќе живееме? Од нашите раце, мајко Иби. Леле, тате! Ке ги давиш минувачите? Не. Сакам да бидам добар со нив, да работам за нив и да им бидам од корист. Бидејќи се наоѓаме во земја каде што слободата е братство, а братството е еднаквост, ќе се прогласам за роб, мајко Иби. Роб? Ама ти си многу дебел, тато! Господјо жено наша, донесете го нашиот робски скутник, нашиот робски чингел, нашата робска метла и нашиот робски сандак за чистење чевли. А вие останете каква што сте. Да живее лајноружјето! Запрете. Стојте! Или подобро не. Не запирајте, не покорувајте се. Господине, ние се покоривме за да исполниме нашата робска задача. Нарамо! Кој е овој нов човек послободен од сите вас? Нарамо! Толку пати го имам објаснувано ова движење. А ова е прв пат да го видам извршено! Човеку Божи, па вие подобро од мене знаете теоријата за слободата. Дури и си дозволувате да го правите она што е наредено. Вие сте најслободниот човек, господине. Господин Иби, поранешен крал на Полска и Патагонија, гроф од Сандомир, гроф од Мондрагон, маркиз од Светиот Джеб. Во моментов роб! На ваша услуга, господине. Мочломил. Каплар на слободните луѓе. Во присуство на дами маркиз од Гран Пре, сетете се, ве молам. Да, Капларе Мочломил, ќе се сетам. Капларе Мочломил, до гледање. До гледање, грофе од Светиот Джеб. Група стој. Слободке! Слободке!
Вујче Мочлослав! Не ме викај така. Маркиз од Грандер. Тоа е подобро име затоа што не ги тера луѓето да се вртат. А потоа ти сосема кратко можеш да ми речеш Вујче. Мочлослав! Тоа не е пристојно, внучке моја. Моја малечка слободке. Не треба да им се даде премногу слобода на слободните луѓе. Ти не си слободна жена, ти си внучка, пиле моје. Јас убаво те предупредив. Иако обичајот во оваа земја е да се оди потполно гол, да ги разголиш само нозете. И поради тоа, никогаш не ми купивте чизмички. Далеку помалку се плашам од слободните луѓе, отколку од твојот свршеник, капларот од Гран-Пре. Колку е убаво неговото име, Вујче. Затоа, мила моја слободке, те преколнувам. Неучтиво е да ме ословуваш со... Мочлослав! Вујче, Мочлослав! Жими кандилцето маслосано. Жити звездата, мила, драго мое дете. Како ви беше името? Слободка! Си ја земам слободата. Вашата слобода. За да ви ги понудам моите услуги. Виткање нос, сечење глава... А, не, се збунив. Чистење чевли. Оставете ме! Ама, господине, вие сонувате, таа е боса. Мамо Иби, И да ме слушам, тато! дојди, држи ја за нозе. А што се однесува до вас, господине? Слободке! Тато, што ќе прави со алото, таа нема чевли? Јас сум роб, жими семето ѓаволско и никој нема да ме спречи да си ја вршам својата робска задача. Ќе служам безмилосно. Вадење мозок, сечење уши. Леле, каква глупа суровост! Тате, со несвести. И јас мртов сум. Знаев дека ќе бидат мирни, воопшто нема да ми вребат. Само си ги барам парите, си ги заработив честно и со пот. Освести ја за да ти плати. А, не, греф ќе ме фати. Таа без друго ќе сака да ми даде бакшиш, а јас не сакам ништо друго, туку само точната цена на мојата работа. Еве го портмонето на младата господица и, пардон, портофелот на господинот. Ајде в джеп. Маре, тате, ти се си собра. Мислиш дека ќе го расфрлам плодот на мојата работа купувајќи ти подароци? 50 франци, 50.000, господин Мочлослав, маркиз од Грандер. Тате, Што е? нема ништо да му оставиш на господинот? Мамо Иби, ќе ве пикнам в джеп, а предходно ќе ви ги сечам ушите. Па впрочем во ова кеса има само 14 златници со слобода на газот. Мамо Иби, оди побарај пајтон. Не ти стиска да му ја дувнеш пеша? Сакам еден голем пајтон за да го пикнам ова мило дете внатре и да го однесам дома. Тато! Абе, те гледам како се тапуваш, како се расипуваш и се вртиш така и честен човек, Абе, имаш и милост за твоите жртви. Изгора на се оставил е трупов овде на видело. Си ја вршам својата робска задача. Се збогатувам. Ајде да ја пикнеме пајтон. Него во багажникот, за да ги избришеме трагите од злосторот. Што се однесува до тебе, ти ќе дојдеш да изслужиш како готвачка, негувателка или слугинка, а јас лично ќе се качам одзади. Да не облечеш и бели чорапи и позлатен фрак! Си ги заработив лично и со пот. А бидејќи се уште ги немам, јас ќе ја придружувам господицата внатре, а ти ќе трчеш по мене. Аман, бе, тато Иби, аман! Мило мое дете, го гледате пред вас вашиот роб. Гукнете нешто, жими кандилцето маслосано, сакам да чујам дека ви се допаѓаат моите услуги. Господине, тоа нема да биде пристојно. Се сеќавам на лекциите на мојот војко Мочлослав. Никому не треба да дозволам никаква слобода, освен во присуство на Вујче Мочлослав. Вујче Мочлослав, не грижете се за него, драго моје дете.
се потрудив и за него, него во багажникот. Жими кандилцето маслосано, оваа млада личност воопшто не разбра дека не се додворувам, туку само сум внимателен. А бре се отепав молејќи се да ја видам слуга, Вујко и не ме одби. А сега кога ќе се вратиме назад, ќе држам стража пред вратата, се дури мајка Иби не се потруди да ја крене од мртвите. Оти Жими кандилцето маслосано, оваа млада личност, господицава Слободка, многу лесно паѓа во несвест. Нема да пуштам никој да ја посети, ќе ја затрупам со моите услуги. Нема повеќе да ја напуштам. Да живее робството! Тоа е. Некој звони! Мудрите луѓе, за да не ги загубат своите кучиња, им ставаат звончина околу вратот. Верниот господар звони најмалку 15 минути. Сака да каже, не се вознемирувајте, тука сме, го почитуваме вашето слободно време. Тато! Да. Да не е гладна! И сега се обидува да дознае дали си дал наредба да ја услужат! Газдарица да ќе биде услужена кога ние ќе кажеме. Кога ќе се најадеме доволно и ако остане некој коваче на масата. Кате! Кај ти е лајно метличето? Не се служам толку често со него. Ми служеше добро додека бев крал, за да ги насмејам дечината. Сега кога имам повеќе искуство, сватив дека тоа што ги насмејува дечината, всушност ги плаши возрастните. Ама Жими кандилцето, ама звонче неподносливо. Добро де, знаеме дека газдарицата е тука. Добро воспитаниот господар не треба да вреви во незгодно време. Тато! Нема ништо за јадење! Можеш да јадесиш нешто за пиење. Слушај, Ѓурѓовден да не го дочекам. Ако не остави намира, ќе и покажам крајна љубезност. Вујче, помош! Вујче, Моцлав! Маркиз од Грандер, пиле мое, Слободке. Ето сега таа е мртва. Та тоа е промена. Внучке моја, моја малечка Слободке. Вујче мој! Вујче моч! Гле, чудо, ти не си во несвес? А вие, Вујче, веќе не сте мртов? Јас никогаш не бев мртов. Само претерав со тоа да те придружувам на секаде, без да покажам нешто друго, освен дека сум твојот Вујко. И бидејќи не сте мртов, сметам на вашата храброст и на вашиот авторитет. Избркајте го татко Иби и неговата жена! Зошто? Тоа се добри слуги, внучке моја. Да, им платив однапред за повеќе месеци и со гаранција. Ете првата задача на татко Иби беше да ги чита моите документи и да ги учи на памет. Маркиз од Грандер, Маркиз од Грандер. Вујче Моцлав! Ибиевци воопшто не се послушни! Па зошто тогаш ги повикуваш, ако не сакаш да ги гледаш? Тоа се добри слуги, внучке моја, моја малечка Слободке. И впрочем, ако треба некој да ги истера, твојот свршеник, грофот од Гранпре, нека го стори тоа вечера. Пак звони! Тоа не е звончето од кај газдарицата. Таа сигурно сватила дека не примаме никого денеска. Тоа е звончето од влезот. Од влезот? Слушај, стави го резето, спушти ги решетките и заклучи ги 12 клучалки. И провери дали ноксирчето е добро наполнето и подготвено да се истори врз гостите. Искорнав звончето, ама некој почна да тропа. Мора да некој важна личност. Слушај, ќе ги испогазам по ножете и ќе ги испокасам луѓето. Чувај се, куче! Ву, 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 ву. Види, зарем вие сте слуга овде? Ајде ве молам, најавете го Маркизот од Гранпре. Господине Мочломил, денес не е ден за посета. Ви забранувам да ја видите. Ке влезам, откако ќе ве испотепам со камшиков. Леле, маму Иби, камшик си ми тебе! Леле, напредуваме, маму Иби! Чистач на чевли! Слуга! Вратар! Камшикуван роб! Наскоро ќе бидам затвор, а за некој ден здравје Боже ќе бидам робијаш на Галија! Нашата среќа е осигурана, маму Иби!
Ами ќе ми треба многу време додека го испотепам ова дебела буре и по грбот и по мелот. Мамо Иви, гледај, Камшиков просто се лепи за сите витки на моето мешиште. Абе гледај, еј, како ми ја дотера линијата. Ми го дотера, абе мелот како грбот. Абе тате, те направи како лепешка згаздата од којско копито! А сега, господине, ме молам, најавете ме кај вашата господарка. Овде командуваат само робовите. Имате ли некој робски чин? Јас сум роб на љубовта, Слободка од Грандер, мојата свршеница. Таа е господарка на моето срце, ако така ви е појасно. Да, млада, ме удри, ич не се сети. И јас сум роб за се. Оваа услуга е во моја надлежност. Јас ќе извршувам вашата должност. Што си наумил, било сега човече моје дебела? Слободниот господин ќе ме замени кај тебе, драго моје дете. Мацламил! Сакав да исполнам мојата робска задача, најавувајќи ги луѓето, немаше никој. Впрочем, ми рекоја да најавам, не да отворам. Го послужив јадењето, никој не земаше. Сам мораше се да изедам. Па до Бога, мора некој да ја покани слободата на танц. Зим ми кандилцето маслосано, јас ќе бидам тој што ќе се жртвува! Што правиш, тато? Влези за танголенце! Леле! Ја фатил партнерка на подмишка! Робија да те удриме! Абе кај Камшиков паскорове! Да би да направиш иште тога во тебе! Леле! Хибајте го тој човек! Тој ќе падне! Не запирајте го! Отиваме! Послушност! Затвор! 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 Абе ќе делиме се во добро и во зло! Додека смртта не раздели, тате добро! Вујче Моцласлав! Маркиз од Грандер, пиле моја малечка Слободке. Моцласлав! Вујче Моцласлав! Господите, во оваа слободна земја дошол еден дебел добродушен човек. Зборува дека сака на сите да им помага, да биде слуга на секого, да ги ослободи сите луѓе од господарите. Оние што го одбиваат, ги клава в джеп и во багажникот од пајтонот. Тоа не е се. На враќање од црквата ги задржа една голема толпа луѓе пред зандарата. Таму ќе го сместат татко Иби на сметка на државата и ќе чекат да се собере доволен број луѓе за да формираат еден представителен конвој за галиите на Сулиман. Само тоа нема да трае толку. Отиде ќе беа принудени да срушат повеќе квартови за да изградат уште зандани. Господе! Спаси ја нашата земја! Мира Божја нека биде со вас. Не ве видов. Не им прилега на гласниците на благоста да донесуваат вознемиреност.
Ве молам за вашата вообичајна милостина, закутрите затвореници. Закутрите затвореници? Но сиромашни се слободните луѓе што во тајфи доаѓаат на патерици, што звонат од порта на порта. Татко Иби порача дека се утврдил во занданата со мајка Иби и Господ ќе ви плати ако не им ги збогатите 12 оброци дневно. Молете Бога! Оти тој објави дека сите ќе ве стави на студени камења во текот на зимата за која се предпоставува дека ќе биде толку остра што мразулки ќе ви висат под носот. А пак самиот тој ќе биде засолнет и ќе нема друга работа, освен да си ги подкаструва ноктите со ножички и да ја гледа мајка Иби како плете шарени пантофли, за да им држат топло на робијашките ѓулиња. 12 оброци! Подкастрување на ноктите. Пантофли за ѓулињата! Нема да им дадеме ништо. Нема да им дадеме ништо. Во тој случај, Господ нека ве чува, сестри мои. Другите ќе викаат посилно, нив ќе ги чуете подобро. Господе, спаси ја нашата земја. Господа, бидете внимателни и слушајте добро. Ние бевме крал. Ние убивме безброј луѓе. Ние трикратно собиравме даноци. Ние сонувавме да дереме, колеме, убиваме. Ние секоја недела јавно сечевме глави и стуравме мозоци, а наоколу вртеа вртелешки со дрвени коњчиња и се продаваа ладни газози. Ние го убивме господинот Мочлослав. Еве, нека каже и тој. Ние го запукавме со камшик и господинот Мочломил, од што се уште носиме лужни, а тоа не спречи да го слушнеме и звончето на господицата Мочлослава. Ете зошто ние бараме од господата наши судии таква казна, како што само тие можат да ја измислат. Се со цел казната да биде сразмерна на злосторот, но никако не смртна казна, бидејќи за тоа се потребни огромни кредити, за да се направи доволно голема гилотина. И на крајот, ние доброволно се гледаме како робијаш, со едно мало убаво капче и со јадење на сметка на државата. А времето го исполнуваме со дребни работи. Мама Иби, Ама, молчи, дете мое,
Од сега ќе плетеш шарени пантофли. Тато, овие луѓе сакаат да те ослободат. Ајде кажи им го зборот. Татко Иби, знаете ли да веслате? Знам да веслам гемија со едра, параход нанапред, наназад, лево, десно, знам. Судот го судува Франсуа Иби, наречен Татко Иби, на доживотна робја, окован во пранги со 2 ѓулиња. Потоа придодаден на конвојот робијаши за гемиите на султанот Сулиман. Судот ја осудува и неговата соучесничка, мајка Иби, на доживотна робја, окована со 1 ѓуле. Да живеат слободните луѓе! Да живее робството! Што правиш, другар? Вежбаш? Си станал послушен. Капларот строго ми забрани да вежбам наутро. Но јас сум слободен човек и ќе вежбам секое утро. И така, ние се среќаваме секое утро, можем случајно да заедно да вежбаме непослушност. Но денеска капларот не дојде. Па слободен е да не дојде. И бидејќи врне, Слободни сме да го игнорираме дождот. ви реков, станувате послушен. Не јас, тоа капларот има изгледи да стане таков. Често отсуствува од нашето вежбање непослушност. Тука живеат слободните луѓе. Па најстрого ни е забрането да се засолниме внатре. Но ние сте слободни луѓе! Ние сме слободни луѓе. Ние сме слободни луѓе! Овој сити е забележителен само по тоа што е составен од куќи, како и сите други сити. Колку многу овие куќи личат на сите куќи. Да, најпосле мислам дека стигнавме пред кралскиот палас. Джек, отворете го речникот и проверете. Палас. Палаце. Палаце. Дворец.
Здание направено од делкан камен, разубавено со кована ограда. Ројал Палаце. ЛВР. Исто такво здание со дупла ограда и стражар што бдее и не дозволува да се влезе. Убаво кажано, ма не е доволно, не е доволно. Джек, прашајте ги овие стражари дали токму ова е Ројал Паласот. Војниче, дали токму ова е дворецот на кралот? Вистината не принудува да признаеме дека ние немаме крал и дека оваа куќа не е Ројал Паласот. Ние сме слободни луѓе. Вистината не принудува, ама ние сме слободни луѓе, значи не треба да ја слушаме дури ни вистината. Да, господине Стренџер, оваа куќа е Ројал Паласот, нели? Да, благодарам. Еве ви бакшиш. Джек, одете, тропнете на портата и прашајте може ли да се влезе и да се посети кралот. Не може да се влезе, господине. Овој джентлемен е джентлеменот што го чува кралот. За него нема бакшиш, бидејќи не дозволува да влезат англиските туристи. Зар не би било можно неговото маџести да дојде овде? Многу сум љубопитен да го видам кралот и ако сака да слезе, ќе има бакшиш и за него. Како прво, овде нема ниту крал, ниту кралица. Како второ, луѓето што се внатре не излегуваат. Господине Стренџер, кралот и кралицата излегуваат секојдневно за да го соберат бакшишот од англиските туристи. Еве ви уште бакшиш да се напиете за мое здравие. Джек, отворете го столот. Ке чекам овде за прием кај кралот и за ракоцеливање на незиното Gracious Majesty the Queen. Да живее робството, да живее татко Иби, да живее робството, да живее татко Иби, да живее робството, да живее татко Иби. Мамо Иби, имаш ортомче да си го закрпам синџирот на џулињата? Се плашам да не ги загубам. Ама, бе, тате. Еве, алката ми се разлабавила, а прангиите ми минуваат преку рацете. Не дај Боже ќе се најдам на слобода, без почести, без знаките, без придружба. Принуден сам да се грижам за сите своји потреби. Мамо Иби, ајде Богум, наскоро ќе уживам во шумот на брановите и на веслата. Мојот занданџија ќе се грижи за тебе. Ајде. Тате, ако сакаш да најдеш малку спокој, ќе те чекам во исто водејче со исплетен чиф убави пантофли, тато. Офлеле, офлеле. Леле, нашите разделби се срце парателни, тате. Не ми прави така, бе. Ќе не испратам до вратничето, бе, тате. Ама Иби, на нашата разделба и недостасува само војна музика. Да живее кралот, да живее кралот, да живее кралот, да живее кралот. Тоа се татко Иби и мајка Иби. Ама молчи си, ние ќе го добиеме нашиот дел од бакшишот и пијачката. Да молчам. Ние сме слободни луѓе. Да живее кралот, да живее кралот. Мамо Иби, каква е оваа врева? Да не се овие луѓе пијани како оние во туџина. Изгледа сакаат повторно да ме крунисаат и пак да ми удрат ќотек. Не, бе, тато! Овие луѓе воопшто не ми изгледаат пијано. Еве доказ. Еве едно накитено конте доаѓа да ја бакне мојата кралска рака. Джек, спокојно, не толку брзо. Проверете во речникот крал, кралица. King, Queen. Личност што носи
метален синџир околу вратот, украси како што се гајтани синџири на рацете и нозете. Држи една топка што го представува светот. Кралот на оваа земја е еден голем, дебел, топли крал! Има две топки, а ги влече со своите нозе. Да живее кралот! Да живее кралот! Објавете ги твоите планови за робство да ги одне за водата! Сакаш да им ги чистиш? Чебите ти ги махнуваат нозете! Абе ичне се катливи пашка го и тиве така носницки да ме удри, да ме откопачи! Сакате вие джаде да фаќате или јас да фаќам, а? Ич не сакам кога ми врева. Никој до сега не ми се дерел, а нема ни вие! Да живее кралот! 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 Напред, пријатели! Да живее слободата! Мацламил! Еве ме! Затворите се празни! Остана само мајка Иби! А јас? Слободни сме да правиме што сакаме, дури да бидеме послушни, да одиме секаде каде што ни се допаѓа, па дури и в затвор. Слобода, тоа е робството! Да живее Мочломил! Вашата желба за мене е заповед. Ке завладееме со затворите, ке ја укинеме слободата! Надвор! Напред! В затвор! Ура! Напред! В затвор! Се е изгубено, татко Иби! Господарите се побуниле! Слободните луѓе станале робови! Мене ме истера, а мајка Иби сосила ја избрка од затворот. Како доказ дека не лажам, еве ли го ѓулето на мајка Иби. Ја сметаа недостојна да го носи. Господарите ги наполниле затворите со своите жени и деца, ги окупирале складиштата, а згора на тоа сакаат пред вас да ги зеземат галиите на Сулиман. Јас сакам да бидам роб. Сега мене ми е редот да живее робството! Еле ги побунетите, господари! Предајте се, татко Иби! Предајте ги алките, оковите и останете гол-голишок слободен! А, пак ти, Мочломил! Наполнете ги топовите, удрете по тоа страшно буре! Капларе, ѓулето не летна. Тоа што летна беше третиот слободен човек. Немаме повеќе ѓулија. Сите ѓулиња со синџирите ги употребивме да ги врземе униформите, да не ни паднат панталоните. Ако немате, еве ви ги овие. Чекајте да бегаме!